Владата ќе откупува пченица за стокови резерви по цена од 13 денари. На вчерашната владина седница донесен закон за откуп на пченицата за формирање на стокови резерви. Законската регулатива овозможува на земјоделците да аплицираат за продажба на пченицата во количина од минимум 5 тона до максимум 30 тона со цена од 13 денари за килограм. Подпредседателот на Асоциација на земјоделци Гоце Серафимов истакна дека за неколку дена ќе биде објавен огласот каде земјоделците ќе може да се пријават за откуп. Ова е прв пат земјоделците да имаат можност да ја продадат својата пченица директно на државата по гарантирана цена, со цел да се стабилизираат стоковите резерви на државата. Во текот на вчерашниот ден на седница на влада се донесе закон за да се откупува пченицата за стокови резерви. Секој земјоделец ќе може да аплицира, сега за неколку дена ќе излезе од платежната агенција оглас, да аплицира да може да продаде од минимум 5 тона до максимум 30 тона пченица. Цената ќе биде 13 денара. Со тоа што над 75 хектолитри е 12 денара, под 75-74 надоле е 11 денари. А ова ќе биде исто така над 75 хектолитри по 13 денара. За исхрана на луѓето, што се вика, нели, за брашно. Ова е прва година, претходните години немаа законска основа, истакна Серафимов, а имаше можност само за увоз, додава тој. Ова е прва година, претходните години стокови резерви немаше законска основа, можеше и да купуваат стокови резерви и од друга држава, да речеме, од увоз. Ова е прва година со стоковите резерви што ќе откупуваат пченица и ориз. Оваа година ќе се откупува за стоковите резерви. Да се помогне на еден начин на земјоделците. Како што потенцираше Серафимов, со ваквите новитети ќе може да се мотивираат не само постарите, туку и помладите земјоделци да имаат можност за добра заработка од оваа гранка.